Фрижидерите за чување на вакцини речиси празни. Македонија ги чека донациите од соседите и датумот за 500.000 дози од кинески Синовак. Иако според најавите на здравствените власти, овие вакцини требаше досега да бидат во земјава и натаму не се знае кога ќе пристигнат. Руските вакцини остануваат под знак прашалник. Од Министерството за здравство не ни одговорија на прашањето со колку вакцини за аплицирање на прва доза располага Македонија. Единствено се знае дека донацијата од Турција од 30.000 вакцини на Синовак утре ќе биде дистрибуирана низ пунктовите за имунизација. Во меѓувреме темпото за вакцинирање е сведено на минимум, речиси 14 дена дневно. Се боцкаат само по 1500 граѓани со прва доза. Тука се поставува прашањето: ако здравствените власти го држаа претходното темпо со вакцинирање на 15.000 граѓани дневно, досега ќе беа имунизирани дополнителни 200.000 луѓе. Многу македонски граѓани кои со месеци чекаат термин за вакцинирање во Македонија се откажаа да се вакцинираат дома и отпатуваа до Србија, каде дополнително имаа шанса и да изберат вакцина. На пунктовите во Врање и Ниш секојдневно се вакцинираат десетици наши граѓани. Денеска Европската медицинска агенција ЕМА излезе со најнова препорака дека земјите треба да ја избегнуваат вакцината AstraZeneca против COVID за оние над 60 години, од страф од ретка појава на згрочување на крвта. Македонија таа препорака засега не ја следи. Досега исклучиво оние постарите од 60 години се имунизираа со оваа вакцина.